Таа работа со кара финтали. Бате, и тоа е една легенда. Човекот умрел, тоа е. Не му се знае гробот на секого и сега луѓето може да вика дека Кара е жив. Нашиот народ ги сака баладите и сака да ги слуша. А ти која балада сакаш да ја слушаш, бате? Порано имаше Ергенекум. Кога волкот ќе се симнеше од планина, нешто се тресеше. Како да немаше друго име, запнаа, му ставија име организација. Хусно што е таа чудна мајца на тебе. Имам 54 години, господин. Штом не се памти мојот роден ден, јас вака го привлекувам вниманието. И да не заборавам. Давид Таторолу пристигна преска. Да се знаете. Бате, зошто ние со ова семејство Татароглу толку често се гледаме, не сваќам. Таст. Немаш појма од родбинство. Ти немаш никого. Лушпа од јајце. Сега дознав дека ја притворили Инџи, господине Давуд. И обвинителката била тука. Да. Тоа што обвинителката запала против ќерка ми ги преминува сите граници. Убиството на новинарот не го следи Лејла, господине Давуд. Тоа не е убиство, тоа е несреќа. Несреќата нема никаква врска со вас. Несреќа, убиство, затоа судовите одлучуваат, господине Давуд. За едината на Инџи, јас и ти ќе одлучиме. Инџи е моја ќерка и ќе биде мајка на твоето дете. Благодарам што ме подсетивте. Сакам да те подсетам бидејќи заборави што ми вети. Разбирам, зафатен си со ќерка ти. Од каде дознавте за ќерка ми? Како што дознав дека си тука, така дознав и за ќерка ти. Штом знаете и дека животот ми е хаотичен. Ама се ќе средам. Да знаете, не сакам детето да ми се роди во затвор. Јас сакав од тебе ова да го слушнам. Инџи не треба да знае дека сум дошол. Добро. А, господине Давуд, за една работа ми треба вашата помош. Секако. Имам еден пријател во тешка состојба, Хамид. Знае важни работи. Јас ќе им кажам на момчињата, ќе направат репортажа и ќе му доделат значајно место во вестниците. Благодарам многу. Таткото на господја Инџи нема слуга. Штом бранителката ќе поднесе извештај, ќе почекате до Сабајле, па ќе ја однесете и ќе ја прими изјавата. Си отиде ли гостинот? Си отиде. Зошто отиде? Наместо тебе да те бара за посредник, да дојдеше мене да ми извршеше притисок. Лела, ајде седни тука. Да немаш нешто да ми кажеш? Не. Ти ако сакаш, оди си дома. Како и да е, Ели вечер тука ќе остане. И дечките исто. А ти ќе одиш некаде? Ќе одам и ќе се вратам. Јас сум тука. Кара, Абе, јас тебе те пратив таму, Хашим да го убиеш, кажи ми. Хашим нас ке не убиеше. Тој е нечесен. Тој го избра локалот. Натре ги поставил своите. Бомба си поставил таму, бомба! Кара, со нив не се прави работа. Неговите луѓе не апсат. Не е стариот Хашим, не е стариот Јашар. Еднаш на полот му бакнуваат рака, еднаш на организацијата. Барем една работа да направеше Асалнове човеку. Сега заради теме ќе ме дешифрираат. Како и да е, ќе се појавиш на виделина. Јас кога сакам, не тие кога сакаат.
Ние заедно играхме во еден филм, а тој беше подреден, да, тој беше војник. Како ти беше името? Јас бев Тенкиз во филмот. Тенкиз, така е, капетан. Господи обвинителки, може ли да го добијам клучот од дома? Зошто? Господинот Полавде имал некои алишта за на хемиска да ги однесам. Јас ги давам на хемиско, господине Хусну. Тоа на полот ли е? Да. Вие оставете го, јас са бајле ќе го пратам. Добро, господи. Погледнавте ли по џебовите? Не ми даде таква наредба, господи. Абе, братче, тоа ти е адет. Ако џебовите не се прегледаат, не се носи на хемиско. Како и да е, добро. Погледни еднаш на телефонот Билсен, бре. Билсен, со тебе треба итно да зборувам. Сега, после, утре, ама итно е. Ви реков дека не сакам со никого да се видам. Ве бара директорот на полицијата. Зошто? Не знам. Дојде да ме запрсиш? Сакам да зборувам со тебе. Јас не зборувам со човек кој не го одржува зборот. А ти еднаш во животот го одржали зборот. Ветувам, на никого нема да кажам дека сум бремена. Ќе видиш дека овој збор ќе го одржам. Инджи!
Немој на никого да се кажа Абдухеј. Како и да е, братот ќе ти кажеше еден ден. Зошто толку се нервира, не разбирам, бе, брате. Луш под јајце. Што разбираш ти од жолчката на некој друг? Бате, нема ли некоја кола да ја среди оваа женава? Луѓе како нас за се нешто наоѓаат чаре. Ама кога ќе дојде работа кај жените и децата, рацете не се врзуваат. Па тоа ти го велам. Ви се врзуваат рацете. Види го, бате, Полат. Доаѓа председателот на ЦИА, го преграна детето и што стана, бато нема да го убие сега. Таа работа и мене ме подуа, ама нема што да се прави. Се стави и себе на негово место. Епа не се ставај на негово место, бате. А ако тој не го убие, тогаш ти уби го. Абе, влеговме во иста кола, кого убиваш? Сега ја отидем во внатрешни. Па Инџи Татароглу, па Давуд Татароглу, па од една страна Израел, па од друга страна Америка, од трета страна Иран, на еден квадрат тројца агенти има. А погледни на што сме спаднати. Абдухеј, јас не се разберам во агентска работа. Ти на братот ќе му го кажеш тоа за квадратниот метар и за агентите. И да знаеш дека ќе му кажам. Ама тогаш Инџи, ако влезе на ултразвук, ако ја прегледуваат жената, бате мене ќе ме слуша? Не ме напињај, бе. Државата те плаќа ли за да ме напнуваш? Ти не го сакаш, бате, како порано. Каква врска има тоа? Ич не му помагаш, бате. На што? Како да помогнам? Ако е нормално, ти треба да смислиш. Дали некоја кола ќе ја удри Инџи. Во стомакот носи дете, сине. Се уште нема дете, бате. Браво! Гаје, убаво те научила за бременоста и контролите. Да знаеш, бате, треба да му помогнеме на братот. Работата со Инџи Татароглу треба да ја погребаме. Што значи да се земеш со некој што не го сакаш, брат? Луш под јајце. Ако ме прашаш мене, ако направиш такво нешто, коските ќе ти ги скршам. Ама ако го направиш, браво ќе ти речам. И тоа е искрено, не онака кобажемски. Што правите вие вака, што шепотите? Овој Абдухеј побудале Лерхан. Запнал ќе се женал со Гаевика. Ожени се секако. Подобро ќе најдеш ли? Девојката е доктор, има пари, има работа. Ти си човек со највеќе рани. И барем еднаш на некоја жена да ја направиш добрина. Така ли е, бате? Ке стори. Добрина ќе направи. Може. Чекай малку. Види сега што ќе биде. Нема ли потреба од некоја жена? Една жена да видиме, има ли некаде во публиката некоја што би сакле да види? Да, гледаме една. Не, тоа само се одбрали туку така да... Но да видиме дали има некоја навистина жена. Ај, ме повика на полноќ тука. Како си, душичка? Ќе биде подобра. Што се случува, женска? Држи се. Полат ќе ме запроси, ќе ме побара за жена. Лела, не се шегувај. А зошто да се шегувам? Од кого слушна? Не слушнав од никого. Во джебот му го најдов прстенот. Го ставив на прст и точен ми е. Не знаеш колку се радувам. А велеше бил сен другарке, не е можно. Ми доаѓаше вака да те шлапнам една наопачки. А не реков дека ќе прифатам. Ама ајде, што зборуваш? Ако оваа работа бидне, само заради Елив ќе бидне. Немој да си одбила. Навистина, овој пат нема да те шлапнам, туку ќе те задам.